Добро вечер. Регулаторната утре ќе направи нова пресметка на цените на горивата. А во пресред на одлуката, владата денеска го намали ДДВ-то од 18 на 10%. На овој начин очекувањата на премиерот Мицкоски се дека ќе има минимално зголемување само кај цената на дизелот. Сандра Спасовска ги има деталите. Намалување на ДДВ-то од 18 на 10% за горивата. Ова е првата владина мерка за справување со ценовниот шок, предизвикан од покачувањето на цените на нафтата на светските берзи по војната на Блискиот Исток. Премиерот Христијан Мицкоски очекува на ваков начин и со новата одлука на регулаторна цените на бензините да останат исти, а дизелот да се зголеми за максимум 4 денари. Иако се исполнети условите за прогласување и на кризна состојба со која би се намалила акцизата, премиерот вели дека тоа би било минимално намалување на цените за крајните потрошувачи, па затоа се одлучиле на ваков чекор. Од 16 до 20, тоа е понеделник, петок оваа недела, за премиум безоловен цената просечна е $1075 по тон, што ќе значеше зголемување за 95-ката и 98-цата за 6,5 денари по литар. Со намалувањето на ДДВ-то нема да има зголемување, односно ние ги компензираме тие 6,5 денари по литар. Кај дизелот, за истиот период, понеделник, петок, оваа недела, 16-20, е $1003,85 по тон, што ќе каже зголемување од 10,5 денари по литар. Ние со намалувањето на ДДВ-то 7 денари од овие 10,5 абсорбираме, односно практично ги субвенционираме. Дополнително Мицкоски најави дека министерката за енергетика Сања Божиновска ќе има нова средба и со директорот на рафинеријата Окта, со што очекува договор за дополнителен попуст по литар за дизелот. Главен предизвик, вели, останува притисокот во пограничните места на кои точат гориво возачи од соседните земји, но засега не се планира никакво ограничување. По ваквите мерки од владата очекуваат сите да се општествено одговорни и со намалувањето на цените на нафтените деривати да нема раст на цените кај транспортот и храната. Мицкоски вели се анализираат и цените на основните прехранбени продукти и дека освен растот на цените кај јајцата и маслото кои го правдаат со раст на цените на берза, други значителни зголемувања нема, но доколку е потребно ќе интервенираат и во тој дел. Имаме план, знаеме како, работиме, антиципираме, ќе повторам, како влада не сме реактивни, туку сме активни и така и ќе продолжиме да се однесуваме. Ризици има, ќе ги решаваме, за жал многу работи не зависат од нас, но врз основа на тоа кое што зависи од нас, да го антиципираме навремено и да повлекуваме потези. Мицкоски тврди дека стабилен е електроенергетскиот сектор, акумулациите се на ниво 40%, јагленот на депониите е во доволни количини. Единствен предизвик е, вели, само растот на цената на мазутот и од таа причина на следната владина седница ќе се разгледа можноста да се донесе одлука за ослободување на околу 2000 тони мазут за потребите на ЕСМ. На ваков начин, предпријатието не би ги зголемило трошоците и со тоа не би имало потреба да бара зголемување на цената на струјата. Владината мерка е задоцнета и не е доволна за да придонесе за реално намалување на цените на горивата. Реагираше лидерот на СДСМ Венко Филипче и ги повтори нивните предлог мерки за намалување на даноците и акцизата. За утре се очекува ново зголемување на цените на горивата и имајќи го предвид ова намалување на ДДВ-то, тоа значи дека граѓаните нема да видат во текот на утрешниот ден, следната недела, следниот период, вистинско намалување на цените на горивата, кои што ќе ги плаќаат на бензинските пумпи, туку горивото очекуваме да се зголеми за дополнителни 4 до 6 денари согласно новата пресметка на цената. Значи, апсолутно задоцнета и мерка која што никако нема да даде ефект кој што ќе го осетат граѓаните. Досегашните покачувања на цените ги чинаа граѓаните некаде околу 4,5 милиони евра, толку пари до сега повеќе дадоа граѓаните од кога почна кризата. Се постава прашањето што чекаше премиерот Мицкоски 3 недели.
Се уште се работи на идентификација на безживотното тело во распаѓање, што вчера беше пронајдено во близина на Зрновци, а обдукцијата единствено потврдила дека станува збор за жена, вели за Канал 5 директорот на судска медицина Александар Станков. Се работи за тело од женски пол, обдукцијата денеска ќе се заврши. Сите првични информации во врска што ќе ги добиеме од обдукцијата ќе бидат соопштени на обвинителството. Ќе се земе ќе се приберат сите идентификациони белези и плюс ќе се земе материјал за изработка на ДНК анализа, за да може да се идентификува телото. А понатаму во соработка со полицијата и обвинителството ќе работиме понатаму на случај. Владата е подготвена да разговара за зголемување на ресурсите на обвинителството и судството, но не и за поголеми плати, порачува премиерот Мицкоски. Тој соопшти дека веќе одобриле 200 вработувања во судовите. Во делот на платите не мислам дека има простор за зголемување, а во делот на ресурсите и алатките се разбира дека тука можеме да разговараме, да седнеме не само со обвинителството и со судовите, јас последно колку што знам, одобрени се врз основа на планот кој што си го изработија сами во судскиот совет, нови 200 вработувања за судовите низ земјава, нешто што представува навистина голем потек. Само да бидам попрецизен, тука мислам на судски соработници, не мислам на суди, да бидеме прецизни. Нови 200 вработувања последен пат не паметат во судовите кога имало. И оваа динамика ќе ја продолжиме да ја следиме и понатаму. Се уште трае неизвестноста на транспортерите околу тоа дали и како ќе се реши проблемот со престојот во земјите од Европската Унија. Дополнително им растат и трошоците поради цените на нафтата. Па од асоциацијата Макам Транс бараат интервенција во делот на акцизите. Треба да се види што поединечно секоја држава прави, затоа што времето истекува и доколку се продолжи како што најавуваат некои таму до јуни-јули, тоа би било страшно, затоа што сега се уште превозниците се снајдуваат на некој начин. Меѓутоа, може да кажеме дека 40% од капацитетите на возилата се неактивни, што е многу лошо, бидејќи секое возило кое стои автоматски предизвикува само трошок. Доставивме до Министерството за финансии, односно до владата и до вице-премиерот барање за враќање на дел од акциза, затоа што ДДВ-то ние веќе го враќаме, да се намали истото, тоа значи само тековна ликвидност. Меѓутоа акцизата ќе ни даде многу голема можност да бараме поврат и од странство. Тоа беше се во вечерниот преглед. Пријатно.